Почитувани приятели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Еве не заедно и ова петочно утро да се дружиме во рамките на ова наша утринска програма. Моментално во Каладарци врне дожд, иако утрово не врнеше, но тоа е сигурно преодни облаци кои го освежија малце Каладарци, инако е спарно плюс 21 степен. И ова емисија би започнале со една убава мисла. Подобро е да бидеш дете Божје, отколку да бидеш цар на цел свет. Бог не ни го дава тоа што не можеме да го издржиме, туку ни помага да го издржиме тоа што ни е дадено. Наистина, Господ го знае најдобро нашиот живот и што ни очекува, и тој дозволува да дојдат и добри и лоши работи, толку колку што можеме да ги издржиме. Нека и овој ден бидеме под Божја контрола и под Божје водство, и се што ќе најде во нашиот живот да препуштиме на Бога, тој ќе ни даде сила да се избориме, да бидеме победници. Значи, го почнуваме и овој ден со ова наша заедничка емисија, но еве на почетокот ќе ја поздравиме со една убава христијанска песна. Ruke podižemo tebi, tvome silnom imenu, hvala ti za ljubav, to spasenje, za tu žrtvu što si dao, na ljubavni radi nas, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti. Niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti. Daj da budemo tad spremni za večno sa tobom, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti.
Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Što li ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Hoću li moći izdržati kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kakav li ću biti kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Kakav ću onda biti? Kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Jedan čovjek i njegov Bog, kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da. si ti.
Драги гледачеве, се враќаме повторно во нашата програма да ги проследиме на почетокот сервисните информации. Денеска е петок, 24. јуни 2022 година, 175 ден во годината или уште 190 дена до крајот на ова календарска година. Сонцето изгреа во Кавадарци во 4 часот и 59 минути, а истото ќе зајде во 20 часот и 09 минути. Денеска УВ зрачењето во Кавадарци ќе биде 7. Моментално е плюс 21, како што спомнав на почетокот, зароси, заврна утрово, но се очекува разведрување и после 9 часот ќе биде сончево преку целиот ден. Што се однесува до прогнозата за нашата земја, за Македонија, таа гласи дека претпладне на места ќе има зголемена облачност и повремен локален дожд со ретки грмежи. Попладне ќе превладува сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен северозападен ветер поизразен вдолж поврдарието. Како што веќе спомнав, еве и во Кавадарци тоа се случи, заврна дожд, но топло е, 21 степен, но после 9 часот ќе се разведри и ќе имаме релативно сончево време. Што се однесува до утрешната прогноза, сончево со умерена облачност и со слаб до умерен северозападен ветер, попладне ќе има ретка појава на пороен дожд и утре ќе биде УВ зрачењето 7. Што се однесува до температурата, во Кавадарци ќе имаме од 18 до 32, во Гевгилискиот регион од 20 до 34, во Беровскиот регион ќе биде посвежо, вообичаено, тамо е секогаш посвежо, од 12 до 27. Нешто слично ќе биде и во Куманово, а во Скопје за неколку степени потопло, од 17 до 31 степен. Во западниот дел на нашата земја од 14 до 24, во Хридскиот регион променливо облачно од 15 до 28 и во Пелагонискиот регион ќе има и грмежи, очекувајте грмежи и пороен дожд од 16 до 30 степени. Во наредните 3 дена ќе имаме затоплување, значи температурата ќе оди нагоре, некаде до 37 степени и УВ зрачењето ќе биде, например, од 8 до 9, така да се биде внимателен, да бидеме внимателни кога излегуваме или пак сме изложени на сонце. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, и тие денеска ги дават сличните информации како и во претходните денови, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по наместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Еве да ги погледнеме и камерите кои се поставени на граничните премини. Еве ќе одиме да видиме дали Табановце нема воопшто гужва. Еве, не врне дожд, суво е, значи тука и тамо некоја кола поминува, што е вообичаено, но нема задржување. Одиме на Богородице, тука е веќе нешто подруго. Овде имаме долги колони на автомобили за излез од нашата земја. Значи за влез, еве гледам, едната камера е скоро празна, нема автомобили, а на другата има 3 колони и 2 колони за камиони кои излегуваат од нашата земја и се опатени кон соседна Грција. Да видиме што се случува према Блаце, и тамо е, значи, за влез скоро и нема, но за излез имаме неколку автомобили кои се опатиле кон соседно Косово. Да видиме што се случува и према Кјафаса. Овде има само една камера поставено, нема воопшто автомобили на граничниот премин. Према Миџитлија, односно од Миџитлија према Грција, исто така за влез и за излез нема ниту еден автомобил поставен тука на самиот граничен премин. На платните рампи си работат нормално, нема поголеми задржувања, но гледам дека се влажни коловозите, значи во цела Македонија има краткотрајни врнежи од
дожд. Возите внимателно, почитувани гледачи, еве глумово према Гостивар, односно према Тетово, исто има јака фреквенција на автомобили, но приметувам дека врне дожд. Значи во цела Македонија ете утрово имаме врнежи од дожд, но тоа ќе биде краткотрајно, бидејќи се очекува разведрување и во текот на денот да имаме релативно сончево време. Во рубриката на денешен ден ќе си припомнеме за настани кои се случили на денешен ден 24 јуни во минатите години. Еве да почнеме. 1497 година англискиот морепловец Џон Кебот ја откри Канада и ја прогласил за Северна Америка под влијание на Велика Британија. Ете, тоа се случило 1497 година, значи англискиот морепловец Џон Кебот ја открил Канада. 1509 година на денешен ден Хенри VIII, вториот монарх од династијата Тюдор, е крунисан за крал на Англија. 1812 година францускиот цар Наполеон I на чело на војската од 11.000 војници, составена од скоро сите европски нации, ја преминува реката Неман и ја почнал инвазијата врз Русија. Неговата војска наредните месеци претрпеле огромни загуби, но во септември 1812 година сепак влегол во Москва кога русите ја напуштија. На тамошната војна тактика на русите скоро ги уништи французите, кои до декември 1812 година биле поразени и ја напуштиле Русија. Ево, секојаш се воделе војни, но на жалост страдаат невини луѓе. Од 130 до 150 илјади војници од француската војска преживеале, а рускиот војсководец фелдмаршалот Михаил Кутузов ги прогонуваше се до Париз. Интересно. Значи, тие се спасили, но биле прогонети од Русија. 1861 година во Загреб излезе од печат зборникот на народни песни епохално дело на браќата Димитар и Константин Миладиновци македонски преродбеници во 19. век. Зборникот станал поетски учебник за идните генерации македонски писатели. Објавувањето на зборникот го овозможил познатиот хрватски бископ Јосип Јурај Штросмајер. Одсекогаш ете македонците со хрватите имале плодна соработка. На денешен ден 1864 година во Париз е роден Анри де Тулус Лотрек, француски сликар, голем мајстор на литографијата, чии омилени мотиви биле личности и настани од ноќниот живот на Монпарнас во Франција. На денешен ден, 1894 година, францускиот председател Мари Франсоа Сади Карно во Лион е убиен од италијански анархист. Добро, еве уште неколку информации. Во 1911 година на денешен ден во Торино е роден Џанкарло Паета, италијански новинар, еден од историските лидери на Комунистичката партија на Италија и пратеник во италијанскиот парламент. Починал во Рим на 13 септември 1990 година. На денешен ден, 1930 година, роден е францускиот филмски режисер Клод Шаброл, представник на новиот бран француски филмови. На денешен ден, 1948 година, советските трупи по наредба на Сталин ја почнале блокадата на Западен Берлин, која траела до мај 1949 година. Во 1994 година во Скопје во издание на Македонскиот светски конгрес излегол првиот број на светскиот македонски неделник Македонско сонце, иако сега тој весник веќе не постои. На денешен ден, 2003 година, председателот на Русија Владимир Путин ја започнал историската посета на Обединетото кралство како прв шеф на руската држава во официјална посета на ова земја од 1874 година, кога кралството го посети рускиот цар Александар II. И еве една жална
жална вест, односно настан што се случило во минатото на денешен ден 2004 година во 5 координирани терористички напади на ирачките безбедносни сили, бунтовниците во Ирак усмртија повеќе од 100 луѓе. Наистина трагично е што страдат секогаш невините луѓе. Но еве, почитувани гледачи, се потсетиме во овие минути кои поминаа веќе за настаните кои се случили на денешен ден, значи на 24 јуни. Продолжуваме со песна. Svestan sam da sam ne mogu ja da budem pobednik u borbi, ali imam zakon svoj na steni, kad tebi verujem, moj prijatelj, za uvek ćeš ti. Budi tu kada dođe nevolja, budi tu kad sigurnost trebam ja. Bože, dajem ti sve što sam ja, da tebi ugodim, molim te, budi tu uvek kraj mene. Mnoga pitanja i lutanja moj život donosi, ne vidim izlaz iz problema, ali imam zaklon svoj na steni, kad tebi verujem, moj prijatelj, za uvek bit ćeš ti. Budi tu kada dođe nevolja, budi tu kad sigurnost trebam ja. Bože, dajem ti sve što sam ja, da tebi ugodim, molim te, budi tu uvek kraj mene. Budi tu kada dođe nevolja, budi tu kad sigurnost trebam ja. Bože, dajem ti sve što sam ja, na tebi ugodim, molim te, budi tu uvek kraj mene. Molim te, budi tu uvek kraj mene. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда, адвентистичко радио кое емитува својата програма секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Би сакал да споделам информација за вчерашната емисија, за гледаноста, од кои земји не следат. Еве, по региони,
od Makedonija sekako dominira Čair, to je Skopski region. Imаме Centralna Srbija, Kavadarci, Vojvodina, Republika Srpska, Bosna, Ohrid, Veles, Prilep, Štip po zemlji. Počnуваме od Italija, Австрija, Bulgarija ili Bugarija, Slovenija, Австралija, Hrvatska, Germanija, Srbija, Bosna, Makedonija. Znači, еве, у тие земји ја следеле вчерашната емисија. По години, значи, повторно доминираат женскиот пол, но од 45 до 54 години доминираат машкиот пол 59 со 57 и од 55 години до 64 години од 57 машки и 66 од женскиот пол, а над 65 години повторно 45 мажи и 57 жени. Како е да е, ви благодарам на вашето внимание и на вашето време кој го одвојувате да ја следите нашата програма, почитувани гледачи. Одиме сега со неколку капки на мудроста и со кратка утринска приказна. Подобро е да ги проголташ лошите зборови пред да ги изговориш, одошто да ги голтнеш отпосле. И најмалото дело е подобро од најголемата намера. Има голема разлика меѓу давањето совет и подавањето рака. Луѓето што имаат такт не добиваат инфаркт. Наместо да покажеш со прст, обиди се да подадеш рака. Љуби го својот непријател, тоа ќе го дотолчи. Простова им на другите како што си простоваш на себе си. Не дозволувај минатото да те парализира, ниту да те хипнотизира. Ако сакаш да ја завршиш трката, мора да останеш на патеката. Ако не си ја поправиш грешката, правиш уште една грешка. Еве уште две капки. Оној што зборува за друг, најдобро зборува за себе и биди брз да слушаш, а бавен да одговараш. Еве тоа беа капки на мудроста. Одеме сега да ја проследиме и утринската приказна. Колкова е цената на вистината? Во Библијата наоѓаме интересен настан кој се случил пред 2800 години. Станува збор за дел од животот на пророкот Михеј. Михеј бил пророк кој на потик од царот Јосафат, царот Ахав од северниот Израел требал да го дознае крајот на планираната војна меѓу арамејците. Наспроти чувствителните дворски пророци, Михеј предскажал неуспех, а Ахав тоа го протолкувал како инает, а останатите пророци како подсмевање на нивната моќ. Значи, царот имал пророци и ги прашувал, тие му кажувал едно, но кога го прашал Михеја, тој му е кажал правата вистина. И затоа Михеј го ставиле во затвор, каде што требало да остане за време на војниот поход, а по враќањето да биде казнет. Но до тоа не дошло, бидејќи Ахав загинал во војната. Михеј бил пророк кој му бил верен на Бога и неговата вистина. Не доаѓало во обзир да зборува ни да пророкува во согласно со царевата волја. Жива риба плива против струјата. Која зборува вистината нема многу пријатели. Секако некај големците, Ахав не го поднесувал Михеј, но не го поднесувам бидејќи не пророкува ништо добро, туку само зло. Зошто народните водачи собираат околу себе луѓе кои секогаш со нив се служуваат. Колкумина на крајот пропаднале само затоа што биле обкружени со полтрони и безработници. Понекогаш затворот може да биде најсигурно место, посебно во војни времиња. Бог дозволува неговиот верен слуга да биде заштитен токму во затворот. Во нашето време во кое што ние живееме има се помалку Михеи, луѓе кои со бескропомислена љубов го барат Бога и не ја премолчуваат вистината. Тоа се они кои во својот живот научиле дека вистината ослободува од страв, а кој се плаши мртов е и пред да умре. Михеј живее со својот Бог. За него страхопочитувањето, довербата и љубовта кон Бога е поважно од стравот пред луѓето. Тој е човек од начела. Зад него остануваат видливи траги. Неговото безкомпромисно заземање на Божјата работа не потикнува и нас, но само ако сме потикнати како Михеј
да живееме со Бога. Бог за возврат го почитува и го смета за важен, бидејќи го спомнува во својата книга. Денеска Бог баре луѓе со начела. Тој како со автомобилот. Со келави гуми можеме да возиме само кога патот е сув и при убаво време, но со профилни гуми можеме и по дожд и по снег. Тоа може би изгледа конзервативно и нешто од вчера, но Бог бара луѓе кои другите немаат да ги остават на дождот. Би сакал во нашето секојдневие сите ние да оставиме белези според кои луѓето ќе го пронајдат Бога, ќе го запознаат и засакаат да за секогаш да бидат со Него. Еве, се подсетивме за Михе или на Михе, човек кој навистина жил во едно многу сложено време, но му кажал на Ахав дека ќе биде неговата војска поразена. И затоа Ахав го ставил во затвор, мислејќи дека ќе се врати да го убие, но тој загина на бојното поле. Нека денеска имаш што повеќе Михеи кои навистина ќе бидат патокази, ќе бидат насочувачи на луѓето кон Христа да го запознаат Господа. Би сакал во нашето секојдневие сите ние да оставиме белези според кои луѓето ќе го пронајдат Бога, ќе го запознаат и засакат да за секојаш да бидат со Него. Еве тоа беше приказната, одеме сега со песна. После ова детска песна се враќаме повторно во програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Следува рубриката Утрински текст или стих кој го наоѓаме утро во посланието до Римјаните во 3 глава во 25 стих. Кого Бог го постави за жртва на помирувањето преку вера, во неговата крв, за да се покаже неговата правда во пропуштањето на поранешните гревови во времето на Божето долготрпение. Христос е наречен Господ, наша правда, и со вера сите би требало да извикаме Господ, моја праведност. Кога со вера ќе се потпреме на тој Божи дар, на нашите устни ќе се чита пофалба упатена на Господа и ние ќе можеме и на другите да им ја објавиме. Еве го Божито јагне кој ги зема гревовите на светот. Тогаш ќе бидеме во состојба на изгубените да им кажуваме за планот на спасението, дека уште во времето додека светот лежел под проклеството на гревот,
нападнатиот и безнадежен грешник, Господ му ги објавил условите на милоста и му ги открил вредностите и важноста на својата благодат. Благодата е незаслужена наклонетост. Токму благодата го испратила нашиот Спасител да не побара нас за скитаните и да не врати назад во трлото. Никој не е во состојба како ќе се согледа себе, да во себе пронајде нешто што би го препорачало пред Бога или да му го осигура прифаќањето. Грешникот може да најде пристап кај Бога единствено преку Исуса, кого самиот Отец го дал за живот на светот. Само Исус е наш откупител, наш застапник и посредник. Во Него е нашата единствена надеж во прошката, мирот и праведноста. Единствено со заслугите на Христовата крв, оптоварената со грев душа може повторно да стане здрава. Без Христа немаме никакви заслуги, никаква праведност. Нашата грешност, нашите слабости, нашето човечко несовршенство не овозможува да излеземе пред Бога, се додека не ја облечеме неизвалканата облека на Христовата праведност. Кога ќе се отповикаме на Христовиот повик, кога ќе му се придружиме, тогаш покажуваме спасоносна вера. Верата ја запознава душата со Божето постоење и Неговото присуство и гледајќи ја единствено Божета слава, се повеќе ја препознаваме убавината на Неговиот карактер и совршенството на Неговата благодат. Нашата душа е засилена со духовна сила, бидејќи веќе ја вдишуваме атмосферата на небото. Ние се издигнуваме над светот и го гледаме само оној кој е заповедник на 10.000, кој е целиот сладок, и гледајќи го него, се преобразуваме во неговиот лик. Ете, почитувани гледачи, ова беше соодветниот коментар на текстот, утринскиот текст кој го денеска најдовме во посланието до Римјаните, 3 глава, 25 стих, кога Бог го постави за жртва на помирувањето преку вера, во неговата крв, за да се покаже неговата правда во пропуштањето на поранешите гревови во времето на Божето долготрпение. Господ направил се од своја страна. Наше да се облечеме во таа Христова правда, кој ни се нуди бесплатно. Христос е наречен Господ, наша правда, и со вера сите би требало да извикаме Господ, моја праведност. Еве, тоа беше утринскиот текст. Доколку сакате, почнувајте гледачи да читате и вие ваше светописмо или ваша Библија, да имате во ваши раце, пишете ни во нашата редакција, ние ќе ви испратиме бесплатен примерок на Новиот и на Стариот Завет, значи целокупна Библија ќе имате во ваша собственост, доколку се јавите со ваши податоци до нашата редакција, а ние ќе ви испратиме по пошта и ќе ја добиете бесплатно. Исто така ќе може да изучувате дописната библиска школа. Сега ќе ја видиме и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Следува рубриката да ги запознаеме библиските личности. Во минатата емисија зборувавме за апостол Павле. Еве и денеска ќе продолжиме да размислуваме за неговите активности на тлото на нашата земја во Македонија. Црквата во Филипи е првата црква на европскиот континент. Знаеме дека Македонија во минатото била многу поголема по територија. Во еден дел од историјата таа е поделена на 3 дела. Еден дел
pripadnal vo Bugarija, vo Grcija i vo Albanija, no kako je, nije zborujeme zona poširoka biblijska Makedonija. Znači, vo Makedonije, vo gradot Filipi, započnuva evropskoto hristijanstvo. Evangelijeto vo Evropa vleglo mnogo, tivko i skromno, preko doaganjeto na apostol Pavle vo Makedonija i njegovata prva propoved vo gradot Filipi. Kaj Makedonci to ne se pojavilo svećeno kako vo Aeropagot pred atinskite filozofi, nitu tako oficijalno kako na Kipar pred državniko, tuku tivko i skromno, kako što bilo raganjeto na Gospoda Isusa Hrista vo Vitlem vo pešterata. Koga hristijanstvo to se prenesuvalo od Azija vo Evropa, prvata crkva na evropski kontinent bila formirana vo Filipi, koji vo toj del od Makedonije je prv grad na rimskata kolonija. Togo piše vo knjigata Dela na apostolite, 16. glava, 12. stih. Izrazot prv, kako što se zaključuva spored starite moneti, se daval kako epitet na glavnite gradovi na provinciji, no i na nekoj značajni gradovi, a takov značajan grad bil i sami od grad Filipi. Bidejki bil gradot na Filip i Aleksandar Makedonski. Prv grad može da bide razbrano kako prv grad od Evropa koji što go primil hristijanstvo to od apostol Pavle. Crkvata vo Filipi bila prvata evropska crkva što je osnoval sami od apostol Pavle. Ova prva hristijanska crkva vo Evropa ja karakterizirat silната vera vo Boga i golemate ljubov kon apostolo. To znači deka hristijanite od Makedonija, koji što ja sočinuvale Filipskata crkva, bile ispolniti so vistinsko bogoljubije i bratoljubije, koji što je osnova na zakonot i prorocite, na evangelijeto i spasenijeto. I za nivnoto blagočestije pišova i sveti od apostol Pavle i gi pofalova, predstavajki gi za primjer pred drugite hристияни. Македонските християни доброволно со љубов и дарежливо милосрдие материјално го помогнале делото на апостол Павле. Навистина, Павле е плодоносен писател, но и голем евангелизатор во Мала Азија, во Европа, па еве бил и на овие простори. Еве тука ќе застанеме, ќе продолжиме во наредната емисија да кажеме нешто за првата верничка на овие простори во Европа, тоа била Лидија, првата христијанка. Повеќе за тоа ќе слушнеме во наредната емисија. Еве сега ќе одеме со уште една песна и потоа ќе се вратиме да ги проследиме и останатите рубрики во нашата денешна емисија. Putnik sam tu u zemlji suza, lutanju mom dolazi kraj, bola gde nema i nema smrti. Ja žurim sad u divan grad, moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svoj. Dok sam još tu u kući tuge, sav život moj bola je pun i zato sada sa čežnjom čekam dolaska sjaj, taj divan dan. Moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svoj. Moj sjajni dom
nas čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Продолжуваме со рубриката да ја запознаеме нашата земја, Македонија, а во втори дел ќе зборуваме за здравата исхрана. Денеска би се подсетиле за Матка. Излетничко место непосредно близу до Скопје, некаде 17 километри се наоѓа Матка, но вие кои сте били навистина пријатно таму, свежо е, има и езеро, реката Треска, така да еве ќе кажеме неколку информации да се подсетиме за овој канјон Матка. Значи, Матка канјон на реката Треска, десна притока на Вардар, зафаќа површина околу 5000 хектари и се наоѓа на 17 километри југозападно од Скопје. Според морфогенските карактеристики представува клисора пробојница. На овој простор посебно внимание заслужуваат карстните облици. Карстните облици. 10 пештери со должина од 20 до 176 метри и дава пропасти со длабочина од 35 метри. Значи, ете тие пештери се толку длабоки до 35, некои од нив се истражени, некои се уште не се истражени, но доаѓаат многу странци, таму се качуваат и по тие карпи, на жалост има и трагични последици, но е предизвик за љубителите на тоа планинарење кој е екстремно. Матка представува еден од најголемите фегујални центри за време на ледничкиот период, што придонело денес на овој простор да се сретнат голем број реликтни и едемски растенија и животни. Од купниот број на 1000 видови на растенија, 20% се ендемитни или релитки. Од терцирерните реликти позначајни се кошаниовата темјанушка и наталиевата рамонда. Во местноста Матка се откриени 2 нови видови на вистински пајаци и 5 лажни скорпии. Во канјонот се регистрирани 119 видови дневни и 140 видови ноќни пеперутки. Значајно е да се напомене и тоа дека во канјонот Матка се среќаваат 77 видови на балкански, едемски, мали пеперутки, а уште 18 други видови се нови за науката. Во рамките на канјонот се наоѓаат спелеолошкиот парк Јовица Гроздановски, наречен според трагично загинатиот алпинист. Паркот е составен од 3 пештери – Врело, Убава и Крштана, како една подводна пештера. Поради способностите на самиот терен и тешката пристапност која нудела поголема сигурност, во минатото во канјонот Матка биле изградени поголем број на цркви и манастири и останати сакрални објекти. Поради големиот број на цркви и манастири, Матка го носи името Света Гора. Денес постојат повеќето цркви од средновековниот период, поголемиот дел се зачувани во целост, а некои се во рушевини или постојат само нивните темели. Во канјонот Матка постојат следниве цркви и манастири. Сега да не ги читам тие имења на манастирите, покрај верските објекти, високо во канјонот Матка стојат и остатоците, зидините од некогашната средновековна крепост Марков град. Таа била изградена како збег за населението и манастирските цркви во времето на доаѓањето на османлиите. Значи, таму се повлекло населението од околните села, па дори од Скопје,
i tamo se sokrile, zašto je navistina idealno mjesto za sokrivanje. No kako je da je, ako imate prilika ova leto, počtovani gledači, obavezno posjetite go, kanjonot Matka, rekata Treska, to je ubavo mjesto za rekreacija, za planinarenje sekako i ima ubavi pejsaži, tukaj znači i to Veštačko jezero koje pleni i koje ubavo. Evo počtovani gledači, to beše rubrikata, da ja zapoznajeme Makedonija i da kažeme nešto poveke za ovje interesni područja. Bi sakal sega da spomnam za zdravata hrana, бидејќи лето е, веќе позарите, зелените пазари се полни со домати и затоа ќе кажеме еве уште неколку реченици да се подсетиме за хранливоста и вредноста на доматите. Доматите традиционално многу често се присутни на нашите трапези. Тие се идеална храна, особено за топлите периоди кои се пред нас, богати се со вода, малку калории, а од друга страна имаат многу хранливи, па дури и лековити материи. Доматот е едногодишно растение. По потекло од Средна и Јужна Америка во Европа е донесен за време на колонализацијата. Нашата земја е позната по одгледување на многу вкусен домат, најчесто во Стромичкиот и Скопскиот регион. Најпознат е вкусниот јабучар со розеникава боја и специфични вкусови и карактеристики. Доматите најчесто се јадат во најразличити салати, но и други рецепти кои вклучуваат готвење. Во продолжение ќе наведеме неколку важни нутритивни факти за нив и научно потврдени корисни дејства за нашето здравје. Значи, доматите содржат огромна количина на вода, околу 95%. Останатите 5% главно отпаѓаат на јагленохидрати и растителни влакна. Во помал домат од 100 грама содржат, значи, само 18 калории, 0,9 грама протеини, 3,9 јаглени хидрати, 2,6 шекери и 0,2 грама масти. Доматите содржат и витамини, витамин С, калиум, витамин К1, витамин B9. Витаминот B9 припаѓа од групата Б, особено важен при бременоста на жените, има значајна функција за правилниот раст на ткивата и делењето на клетките. Доматите се богат извор на други значајни компоненти за здравјето, фитохемикалиите, ликопен, бета-каротин, нарингенин, хлорогична киселина. Ликопенот, овој пигмент е најзастапениот во зрелите домати. Генерално, што поцрвен домат, тоа е повеќе исполнет или богат со ликопен. Најголемите негови концентрации се утврдени во тенката доматна лушпа. Важно да се напомене дека овој пигмент е термостабилен, па исто така е застапен и во процираната доматна храна. Секако луѓето прават кетчап, сепак кетчапите и останатите процерирани доматна исхрана се богати со додадени шекери, затоа кетчапот треба да се избегава, посебно оние кои се под диабетис. Доматите се корисни за дигестивно здравје, за помош при слабење, но се и погодни за диабетичарите. Значи, убав, природен, зрел домат никако не штети за нашето тело. Помага и за срцето. Срцевите и мозочните удари се најчеста причина за предвремена смрт на светско ниво. Неколку студии на мажи од 40 до 50 години даваат усогласени додатоци или податоци кои велат дека оние испитаници со ниски ниво на ликопен и бета-каротин во крвта имале поголем ризик од срцев и мозочен удар. Исто така, според достапните клинички истражувања, ликопенот може значително да влие на намалувањето на лошиот холестерол во крвта. Доматите се добри и за здравјето на очите, добри се и за кожата. Иако денеска знаеме доматите се комерцијални веќе стана, бидејќи многу се шприцаат и се мутираат тие семиња, но убаво да најдеме домашно семе или домашни домати кои и по вкусот се поразличити од оние така наречени зимски домати или ние ги велиме вештачки. Но како е да е,
Leto je, se povike, pazarite ki izobiluvат со домати, zato наша препорака е да користите домати во искраната. Еве, почитувани гледачи, тоа беа овие две рубрики, одеме сега со песна и ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика за нашата денешна емисија. Čisto srce dali, Gospode, i obnovi go duho po mene. Čisto srce dali, Gospode, i obnovi go duho po mene. Ne odvrvaj me od svojeto lice Bože, Duh Sveti, ne odzemaj go, radosta Tvoja vo moje to srce stavija i obnovi go duho po mene. Čisto srce dali, Gospode, i obnovi go duho po mene. Čisto srce dali, Gospode, i obnovi go duho po mene. Ne odvrvaj me od svojeto lice Bože, Duh Sveti, ne odzemaj go, radosta Tvoja vo moje to srce stavija i obnovi go duho po mene. I obnovi go duho po mene. Почитувани гледачи, дојдовме до последната рубрика за денеска во нашата емисија. Зборуваме за археологијата која потврдува веродостојноста на Библијата. Да се подсетиме накратко за жителите на Ниневија. Жителите на Ниневија биле многу злобни, вели Библијата. И затоа пророците Наум и Софонија прорекле дека градот ќе биде целосно уништен. Може да читате во книгата на Наум, 1 глава 1 стих и Софонија 2 глава 13 до 15 стих. Нивните пророштва се исполниле кога здружените сили на Вавилонскиот цар Навуходоносор и медискиот цар Сиаксарс ја обсадиле и ја освоиле Ниневија. Кога биле открини ископани урнатини во Ниневија, уште еднаш била потврдена точноста на библиските записи. Наистина, колку Библијата веродостојна. Може би некои ја отфрлуваат, се исмејуваат, но ете, самите археолози денеска, почитувани гледачи, ја потврдуваат веродостојноста на Светото писмо. Во Нузи, град, древен град, источно од реката Тигар и југоисточно од Ниневија, во која се вршеле ископувања помеѓу 1925 година и 31 година од минатиот век, најдени се многу предмети, меѓу кои околу 20.000 глинени плочки. Текстот на нив е испишан на вавилонски јазик и содржи многу детали во врска со закони и обичаи слични на оние од времето на патриарсите, опишани во прва книга Мојсеева. Например, од текстот се гледа дека семените богови, честопати мали глинени фигурички, представувале еден вид поседовен лист, со кој собственикот имал право да бара наследство. Може би овој обичај објаснува зошто Рахела, жената на Јаков, ги зела семените богови, што му припаѓале на татко и Лаван, кога семејството се селило на Јакова. Нормално, Лаван се обидел да си ги добие
насад. Еве, толку за сега за Ниневија, а во другата емисија, значи во наредната емисија, ќе продолжиме со нови докази пронајдени од страна на археолозите кои одат во прилог на денешната Библија, што ние како генерација ја имаме и поседуваме. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова утринска наша емисија. Ни преостанува да ве поздравиме, односно да ги поздравиме оние кои денеска прославуваат роден ден, да им го честитаме и да им посакаме секое добро од Господа. На сите вас ви посакувам убав викенд. Денеска е последен работен ден од оваа седмица. Се гледаме во наредната емисија. До тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.